Започнав да тренирам пред едно 10 години. Прв пат беше на роден ден кај другар. Случајно отидовме и потоа ме воведе љубовта во брзината, во картингот, адреналинот и започнав се посериозно се занимавам. Сега се уште на аматерско рекреативно хоби ниво, но би сакал да се претвори во професионализам. Картингот може за сега, но за некоја година може и автомобилизам да биде. Најголем успех е во 2018 година во Македонија на државното првенство што го освоив и сум шампион на Македонија во рентал картинг. Потоа во 2019 шампион во Грција на рентален картинг, но таму е во Endurance Cup со мојот колега Дарко. И во 2021 учествував на 24-часовната трка во Бугарија за рентал картинг Endurance. Нивото на развој во Македонија на рентал трките картинг не е на толку развиено ниво, поради тоа што не се одржуваат толку многу трки овој период, додека во соседните држави како што се Бугарија, Србија и Грција се уште се одвиваат и се на доста професионално европско ниво. Најтешки се во Бугарија, најголема е конкуренција со најмногу возачи. На 24-часовните трки во Бугарија, исто така и на 4-часовните и на 8-часовните ендюранс трки, бевме мешан тим, составен од македонци, бугари и грци. Можеше да се развијат техники меѓусебни од сите три држави и од сите три стила на возење што ги имаат возачите меѓу себе и тоа многу добро придонесува за подобар пласман на надпреварот. Би сакал да победам на 24-часовната трка, затоа што тоа е најголем успех што може да постигне рентален картинг возач. Евентуалниот премин од картинг во автомобилизам би зависел од ресурсите пред се, потоа шансите кои би ми се пружиле на по-широко европско ниво. Македонските возачи се определуваат на тој пат на поевропско ниво да излезат, поради тоа што повеќе успех има тамо, повеќе надпревари и тоа е патот кој дефинитивно и јас ќе одам. На новите возачи би им препорачал многу труд, би им препорачал храброст и исто така да погледнат освен кај нас и во соседните земји што има картингот да приложи.